Здраво, драги пријатели, време е за уште една епизода на емисијата Се кладиме заедно со мене, Зоран Мишевски, Евротип спортски облажувалници. Заврши првата етапа на нашата наградна игра 100.000 денари на секои 10 дена. Имате уште 10 шанси понатаму да направите добитен тикет и да се освоите 100.000 денари. Првата добивка беше во Битола, честитки за добитникот, со здравје си ги трошиш парите, а сега веќе во Екот е втората етапа и недела вечерта завршува втората етапа од наградната игра. Во моментот морам да ви информирам дека највисокиот коефициент остварен е повеќе од милијарда и се наоѓа на уплатно место во на Евротип спортски облажувалници во Прилеп. Значи прилепчани, битолчани цело време се јадат и тоа ривалство постојано постои. Ми интересира таа милијарда како изгледа. Човекот набил милијарда коефициент. Значи обично пишуваат по 32-35 утакмици. Книга. Да, книга баш. Креирајте брз тикет на eurotip.mk, отворете, креирајте го со неколку клика, запамтете го кодот, кажете им го таму и веќе тикетот ве чека. Но при тоа не заборавајте да имате извадено Евротип клуб картичка и сите тикети да ги уплаќате преку Евротип клуб картичката. Тоа се тие услови за да играте во играта. И имате уште 10 шанси до нова година, направете успешен тикет. Тоа е тоа. Значи не мора се да е добитно во... Не мора да има. Битно е и со таа падната останатите со коефициентот на останатите да е висок. Сега е милијарда, мислете повеќе од милијарда, не знам. Што доаѓа после милијарда. Значи не мора на првото промашено ливчето да се скини да се фрли. Да. После да се бара. Окей, како си ти? Добро, стандардно, имавме интензивна спортска недела, повеќе спортови, веќе влегуваме во полн ритам, започна Лигата на шампионите. Почнува станува интересно. Минатиот викенд беше викенд на дерби над Превари, неколку ги исполни очекувањата, видовме прекрасен фудбал. Така ќе биде и овој викенд, има многу убави над Превари. Завршува европското првенство во одбојка, замисли репрезентацијата која што ние победивме Словенија игра финале. Значи ние сме најсилни. По таа некоја детска математика, ние сме најсилни, го победивме финалистот. Така да сега оние кои што сакаат атлетиката, почнува светско првенство во атлетика, тука е интересно за кладење, го нема Усеин Болт, сега нема големи звезди од тој калибар, но сите кои сакаат атлетика од овој викенд до 8 октомври во Катар почнува светското првенство, цело едно попладне возбудување. Да, и да ги поздравиме нашите во Катар, не те гледајте во живо. Да, уникатно е тоа што таму е 48 степени надвор, ама е плюс 24 внатре на стадион, имаат уникатен стадион. Како? Се разладува Клима во стадион, никој нема да почувствува дека е тропска горештина. Што ти остави впечаток пред новата недела вака? Па вака, скоро во сите најсилни национални првенства имаше воредни кола. Имаше очекувани резултати, имаше по некои изненадување. Например, Меси се повреди втор пат во еден месец и тоа само еден ден од како го беше прогласен за најдобар фудбалер на светот. Која иронија? Според FIFA, да. Штета, добро е што не е многу сериозно, би се вратил за 10 дена, 2 недели. Имаше многу полемики за неговиот избор. Се појавија некои селектори кои што демонстрираа тикет дека не гласале за Меси, а гласот му бил припишен за Меси. Така да тие обичаени полемики FIFA ги разлади, префрлајќи топката кај Националната федерација, поверете си таму, тие ни го испратија вашето гласање, ние добивме вакви гласови. Инаку од другите спортови, во Италија интересно е што Интер е перфектен, единствена екипа која што има 5 победи од 5 над Превари, само еден примен гол. Се надзира ефектот на Антонио Конте и една од екипите која што многу пати годините наназад и дури етикетирана како губитничка, Интер најавува дека можеби се враќа назад. И да напоменеме дека во Англија се играше Лига Куп. Имаше понекои изненадување, но најзвучно е тоа што ждрепката за осмина финалето донесе 2 големи надпревари во октомври, ки играат меѓу себе Челси, Манчестер Юнајтед и Ливерпул Арсенал. Супер. Ќе биде интересно. За претходната недела од она што го типувавме слабо, немаме добитни баш. Мислам се боревме, смислувавме, ама многу икса, двојки чисти, некако не избравме дерби тешко се годи. Може ти нашите гледачи може ти обратно да типуваат ако сакаат. Не, мора да имаме добитен, мора да смислиме добитен. Имаме повторно 4 утакмици. Ајде да го направиме тој тикет, да видиме што ќе играш, да видиме јас што ќе играм и да видиме нашите гледачи што ќе играат. И супер би било и во коментар да напишете што вие играте, мислам, или на месењер пуштете, не знам, и ние да видиме.
Имаме 2, 3, 4, 5 утакмици. Значи Челси Брайтон. Челси Брайтон, мене Челси ми се допаѓа како игра, иако знам дека тоа е млада зелена екипа која што ќе губи, ќе победува, ќе игра топло-ладно. Ми се допаѓа стилот на игра, но не балансот на теренот. Ми се чини дека Брайтон е идеален противник, онака да го победат прилично убедливо за самодоверба. Мислам дека тип 1 4-6, значи предвидувам убедлива победа на Челси. Супер. Јас исто типувам на Челси, јас имам 1x и од 1 до 3 гола дека. Некоја комбинација, некоја добра игра која што би ги фаќала сите варијанти. Да, добро. Бордо Парис. Па Парис изгуби дома од Ремс во вредното коло, тоа е сензација. Парис на домашен терен да е поразен во француското првенство, тоа никој не памтикува последен пат се случило, па од Ремс екипа која што е така наречена мала екипа. Мислам дека тоа ќе ги разбуди фудбалерите, тренерот, се враќаат на Мбапе и Кавани, мислам дека ќе играат прилично комплетен тим. Мислам дека Пари Сен-Жермен овој пат нема да дозволи изненадување, дека сигурно ќе победи 2 во 2. 2 во 2? 2 во 2. Добро, јас исто имам 2 во 2 и од 0 до 4 гола. Плюс. Паметно. Ајде да видиме. Дортмунд Вердер. Дортмунд си гази на домашен терен. Дортмунд е исто една од екипите која што ако си неутрален фан и ако гледаш фудбал, не можеш да не го симпатизираш Дортмунд, значи екипа која што игра секогаш за гол повеќе, нивните надпревари се страшно динамични, значи не може да би досадно кога игра Дортмунд. И дава и прима голови, знае да се врати од невозможна позиција, па знае да упропасти страшно водство. Малку ти ги разбрда чувствата. Баш така. Значи тука нема многу тактика, се игра чист атомски фудбал, се игра брзо, баш како гледат што сака. Мислам дека ќе победи Борусија Дортмунд и исто типувам доста голови. Нека биде 1 и 0 до 4. 1, добро. Јас имам до 3. Ајде ќе го пишеме овој заедно. Значи Кец и до 4 гола. Од 0 до 4 гола. Денес се согласуваме. Па да, некако. Па не, заеднички мислам дека треба да направиме еден добитен тикет. Наполи Бреша. После поразот од Наполи во средата, што би... Ете како во фудбалот Наполи имаше 23 удари во рамката на голот, имаше стативи, пречки, од гол линија спасуваше Каљари. Малер. И една контра 85-та минута и 0-1. Мисля, че дека фудбалот е единствена игра или играта во која што најчесто може да се случи да си многу подобар а да не победиш. Ако кошарка си многу подобар, убеден сум дека ќе победиш. Ако си ракомет многу подобар, исто така. Фудбалот има многу детали, значи нема никаква награда за некој си впечаток. Тоа е 23 шанси, никому ништо, не си дал гол, губиш. Мислам дека и овде ќе видиме реакција од Наполи и предвидувам убедлива победа. Јас исто мислам дека ќе биде 3 плюс нешто така. Јас имам 1 2 плюс, али ајде 3 плюс одиме. Добре. Ајде 1 во 1. Дај да го направиме нашиот тикет. Значи денес нашиот тикет е полн со голови, значи тоа очекуваме тука да има многу голови на сите надпревари скоро. И Атлетико Реал. Реал. Тука ќе правиме. Тука мислам дека нема да има многу голови. Минатата недела Реал Севиља беше исто така дерби, беше многу тврдо. Реал победи со еден гол на Бензема во второто полувреме. Предвидувам нешто слично дека ќе се игра и овде, дека ќе биде многу тврдо. Мислам дека ќе биде 0 до 2, што се однесува до голови и пак моја прогноза е нерешена. Добро, јас имам 1x и од 2 до 4 голова, од 2 до 4 да ги преценив малку дека ќе падна толку голови. Не, никогаш не се знае, значи никогаш не се знае. Тука ќе се крши копијата за еден брз гол 5-та минута и се ќе измести смени, нема тука правило така. Ајде, пресечи ти. Па ајде нека биде со голови. Ајде од 2 до 4. Цел тикет ни е со многу голови, нека биде од 2 до 4. Значи 1x и од 2 до 4. Може. Добро, ајде. Одиме нова типување, ако сгрешам нека изгорам. Реал толку го искритикувавме прв е во Да. Мислам добро, мислам од лани, искуството заради тоа го искритикував. И поразот од Париз беше така болен, убедлив, што мисля че нека не може да не се критикува. Имаме плюс уште еден предизвик од кујната на Евротип спортски облажувалници. Значи ни спремија уште еден предизвик за нас двајцата, тоа е прв стрелец на преварот Атлетико Реал. Ете го најтешкиот. Па да. Да се надеваме дека ќе има стрелец. Има. Дека има, дека купуваме дека ќе има, дека ќе види од 2 до 4. Ајде, ти кажи, па после јас. Ќе се чувам сад за крај.
Па добро, да одиме и во контекст на тоа како типуваме 1x, значи нема да изгуби Атлетико. Така да мој тип за престрелец Саул Атлетико Мадрид. Дека први Атлетико. Добро. А јас играм на Реал. Кој да е? Реал. Небитно Реал, кој е. точно, да. Јас Реал. Еле за Реал. Значи лани ме уби и сега оваа година за Реал. Ама за Ина Едзоки и по пиво. Може, нема проблем. Значи 100.000 денари си ги доби нашиот играч од Битола, веќе во теке, како што кажав, на крајот на неделата завршува втората етапа. Играјте, типувајте, креирајте брз тикет на eurotip.mk, запомтете го кодот, кажете го на кој да било уплатно место на Евротип спортски облажувалници, имајте Евротип клуб картички и играјте, надпреварувајте се, добите 100.000 денари. Драги мои пријатели, фала ви за оваа недела, се гледаме следната недела, фала ти тебе, Зоки, Се гледаме фала ви што не следната трпевте, што да кажам, чао, чао. Чао, чао.